Крокодили. Од околу 200.000 крокодили во светот. 2 живеат во Скопската зоолошка градина. Пред 15 години, во еден студен зимски ден, пристигнале малите крокодилчиња од видот нилски крокодил. Ганчо допатувал од Бугарија, поточно од зоолошката во Софија. А Кристина допатувала од Виена. Зоонегувателот Саша Панчев од самиот почеток се грижи за нив. Значи, они се двајцата како пар, значи ни се Европска Унија. Кај нас се околу 15 на години и се дојдени на 2 годишна возраст, значи имаат околу 17 години, значи они се многу млади. Те уште имаат многу да растат, ако вака се големи, некаде околу 80 кила треба да имаат секој посебно и околу 2 метра се долги. Денеска ќе ги храниме па со кокошки, иначе јадат чисто риба, ги храниме со ослич, со харинга, со јунешко срце, да имаат разновидна точно таблица па за исхрана. Они се едно крвно животно малку, знаеш, и они јадат како е температурата. Значи зимно време јадат малце поретко, а летно време значи може да јаде и секој ден, може да не јаде недела дена, значи неќе да биде најаден. Знаат да јадат и дудинки многу, тук имам дудинка една што паѓа во базентот, па знаат и нив да ги јадат. Да, малку сме зачудени со тоа, така да си надополнуваат они витамини, минерали што им фалат. А ние си даваме суплементи, тоа за нив, значи во самата храна, минерали, витамини, тоа со калциум за да си ја задржиме комплетната таблица. Сега ќе видиме кој прв ќе земе. Ајде, Ганчо. Неќат сега, еве го. Ганчо си зема. Имаме специјална вакво едно помагало за да храниме, за да можеме да ги храниме. Значи тапа е самата жица за да не дојде па до повреда. Они не жвакаат, него голтаат. Маце Кристина ни е жена како жена, маце по сака да доминира сега кај нив. Еве гледате дека она вели за ќе ми го земе стапот. Пушти ми го. Добро, кика, да не паднам кај тебе. И она да земе прва, она сака повеќе да доминира. Ганчо не е помирен, е вака машко. Ако му дадеш ке јаде, ако не ке чека. Да дојде на ред. Обично јадат на едно хранење, зависи по 2 до 4 кокошки. Се јас им ги сечкам она пола, можат и цели. И они имаат идеален простор тоа за живење, че ова летниот простор тоа што го гледате, со огромен тоа базен, со сенки, со бамбуси, значи меѓу најубавите простори тоа што ги имаат во зоолошките за да живеат крокодилите. Се надеваме дека ќе имаме и потомство, они се млади. Имаат и зимски дел, се грее водата, се грее надворешниот простор, се има песочен дел каде што у случај ако сакаат па да снесат јајца, пошто они несат јајца за да се множуваат, имаат и простори во натрез да несат јајца, имаат и надвор. Они се многу мирни, да, јас ке ни влегувам, значи не ме закачаат, си ако сам тревата, да тоа си го држувам и просторот, така да мене ме научиле. Ганчо е многу мирен, како што можете да забележите. Не се помрдна додека снимавме. Но еден ден ги кренал сите на нозе. Едноставно сакал да се прошата малку подалеку од дома. Публиката ни скинала мрежата од оздола и он ноќта се искочил надвор, па отишол во другото езеро да се прошата, меѓутоа мирно, ние го фативме. Ова беше личната карта за крокодилите. Во следната епизода ве запознаваме со Мима, Бобо, Кристина, Мивка
и џуниор.